Почитуван председател, почитувани колеги и пратеници, почитувана представник на Македонската радио телевизија Анеска Сркањац. Благодарно за образложението на финансискиот план на МРТВ и пред се благодарност и за укажувањето на проблемите, реалните проблеми кои што овој државен јавен радиодифузен сервис ги има и се соочува изминатиот период со цел да, како собрание, како основач на Македонската радио телевизија, помогнеме да се надминат тие проблеми. И она што може да се генерализира дека проблемите на МРТВ произлегуваат од финансискиот момент или од моментот дека владата не си ги извршува своите обврски кои што произлегуваат од законите во оваа држава. И она што е по-загрижувачки од аспект на почитување на законот за аудиовизуелни услуги и обврската на владата да 1% од буџетот оди кон овие услуги, а од тој 1% 74,5% идат кај МРТВ, што истото е нотирано и во извештајот на Европската комисија, која што оваа држава ја критикува за непочитување на Законот за аудиовизуелни услуги, кој што е усогласен со европските директиви, европските регулативи, е нешто што согласно Европската комисија дава основа и темел за независност во Македонската радио телевизија. Ние не можеме да зборуваме никогаш за независност доколку како пратеници сакаме или се обидуваме да влијаеме на уредувачката политика на Македонската радио телевизија, па макар тоа било и некаква си наше изнесување на некое наше мислење и сугестија, затоа што како пратеници сме носители на функции и нашиот збор има во јавниот дискурс посебна тежина и е прифаќен од народот со посебна тежина, би кажа. Од друга страна, исто така не можеме да зборуваме за уредувачка независност на јавен радиодифузен сервис доколку не ги почитуваме законите од аспект да не им дозволуваме финансиска независност. Значи, основна е финансиската независност, па дури потоа да зборуваме за друга независност која што ете како сугестија или загрижување или што и да го изнесува почитуваните колеги. Јас затоа апелирам не само овие средства кои што со закон кој што е донесен со согласеност помеѓу политичките партии во Република Македонија, со закон кој што е донесен со усогласеност со европските регулативи. Значи, нешто што и Европа го бара од нас, да им бидат исплатени на Македонската радио телевизија, па дури да идеме во некоја фаза која што е наша обврска како основач, како собрание, да им помогнеме уште повеќе од тие средства, за да МРТВ застане на здрави нозе и да има можност за независност, затоа што, како што реков, независноста на еден јавен радиодифузен сервис мора да почива на финансиска негова независност и не случајно буџетот на МРТВ е конципиран заедно со европските регулативи да биде 1% од буџетот на Република Македонија, значи процентуален износ кој што нивки им дава и предвидливост и сигурност и нема да зависи од волјата на владата или од волјата на собраниското мнозинство дали ќе им се префрлат средства или нема да им се префрлат средства, а тоа да зависи од тоа дали владачкото мнозинство е задоволно од уредувачката политика на МРТВ, пак ќе бидеме дарежливи и ќе им пуштиме финансиски средства како владачко мнозинство, или нема да бидат задоволни од евентуалната уредувачка политика, па МРТВ нема да добива финансиски средства, ќе биде кочено, а потоа пиаровски критикуван менаџментот затоа што немало услови за работа на репортерите, на новинарите или нови содржини и така натаму. Секој е свесен во оваа држава, не само ние овдека, туку и пошироката јавност во Република Македонија, дека за се ова што го зборуваме, прва, основна
базична потреба е финансиската независност, која што сме постигнале со договор да биде 1%, нешто што не е испочитувано во буџетот за 2021 година, нешто што во изминативе буџети не е испочитувано од ова влада и за жал нешто за што исто така како што сме критикувани во претходните извештаи на Европската комисија, ќе бидеме критикувани и во наредниот извештај на Европската комисија. И затоа, почитувани колеги, не е само да се излезе и да се каже дека сме за европската интеграција на Република Македонија, не е само да се излезе да се каже дека сме за независност на државниот радиодифузен сервис, туку тоа треба да го направиме и со дела, и овдека во собрание, и повикувам да и при наредниот ребаланс на буџетот да ја утврдиме таа цифра од 1% од буџетот да оди за радиодифузните услуги во Република Македонија и да го исправиме тој погрешен чекор на владата кој што ќе не биде уште една пречка кон нашиот пат во Европската Унија кога ќе би дошол нов извештај на Европската комисија. Така да уште еднаш благодарам Срхањаc за вашето образложение. Ја имате нашата подршка во финансискиот дел на овој извештај и се надевам дека таа финансиска независност ќе ви даде подстрек да македонската радиотелевизија си го врати заслуженото реноме кое што го имаше во оваа Република Македонија, да биде столбот на културата, столбот на чуварот на традицијата, на јазикот, на македонскиот јазик, пред се на културата, традицијата и јазиците на другите етнички заедници во Република Македонија и со гордост ќе зборуваме за македонската радиотелевизија. Благодарам.